Голем број лози во Кочанската котлина ги искористија изминатите 2 дена на сончево време за да го оберат грозјето. Вински сорти грозје, од кои најзастапени се вранецот и смедаревката, се береа во подплачковичките населени места. Годинава приносите се нешто послаби од ланските, поради екстремната и долготрајна суша, меѓутоа квалитетот е мощне добар, што го потврдуваат чекерните единици. Ова година лозито малку во последно време брзо созря, затоа што беше многу суша. Суша голема и ние прилично наводнуваме нешто малку што можеме од бунарот, нама сепак вода не достигаше. Па обично и минатата година гроздова беше на 10-ти, сега на 12-ти, тука некаде. Ама оваа година беше задоцната од пролетта. Значи после кога беше големите температури превари за 5-6 дена една недела. Почната поводна за лозите сега оваа година за прв пат после 15 години се пушти канал од левата страна до Теранци и тука малку поеднешка наводниме. Значи многу голема улога игра тоа, многу помогна. Значи канало треба да функционира во иднина не само до Теранци, туку до крајна дестинација до Козија Карголица. Па родо не е како лани, но сепак е задоволително. Вчера ги меривме околу 20, значи тука швикат од 100 литра, 100 кила грозје, 18 до 20 литра ракија ќе испи. Најголем дел од индивидуалните лозари грозјето го продаваат на локални купувачи, што значи дека ги немаат проблемите со откупот и откупните цени. Па ние го приватно продаваме и повеќето ќе преработам. Ја повеќе од пола ќе преработам вино и ракија. Најмногу имам вранац, имам мерлот, шардоне, ракацтели, хамбург. Имам од сите сорти, имам можда 10 сорти. Веќе од наредниот викенд се очекува интензивна берба во лозовите насади, при што се очекува за релативно куз временски период да се собере целокупниот род.